Да, како што веќе најавив во претходното линковско вклучување, во ова информативно издание се јавуваме од градот кој што од 16 март буквално е завиен во црно по огромната трагедија која што се случи во дискотеката Пулс. Во Кочани од утринава е мирно и тивко, меѓутоа како тече изборниот процес овој изборен ден 19 октомври во градот од Истокот, да погледнеме во продолжение од изјавата на претседателката на Општинската изборна комисија. 32.503 гласачи имаат право на глас во 63 избирачки места во општина Кочани. Сите гласачки места се отворени навреме? Сите гласачки места се отворени во 7 часот. Дали досега имате пријавено некакви неправилности или се тече мирно, фер и демократски? Досега немаме пријавено никакви неправилности, се е во најдобар ред. Така, колкав е процентот на излезност еве до овој момент? До овој момент процентот на излезеност е 9,91% или 3215 гласачи. Што говори праксата еве, дали оволков процент имало и претходно на минатите изборни циклуси или сега опаѓа или пак се зголемува овој процент? Па толков е процентот како во претходните изборни циклуси. Така, значи да сумираме, сите гласачки места отворени навреме, никакви неправилности досега, се тече ферно, мирно и регуларно. Да. Борете нешто да дадете? Тоа е. Да продолжи така целиот ден. Така, а што велат кочанчани? Какви се нивните очекувања од овој изборен ден, меѓутоа и од идниот градоначалник и од советниците на општината, да погледнеме во продолжение. Што е, да бидат подобри, да гледат и за старите и за младите, повише за младите. За нас старите редовно да ни дават пензиичката и да ни ја покачуват, ама благодарни сме. Од оваа власт сега сме благодарни ние пензионерите до се. Редовно, обавезно. Обавезно. Сите да искочат и да си го да гласат они што мислат. Ама за овие христијаните да гласат. Па, што очекуваме? Тоа си и негово мислење, никој не можеме да улегнеме на човек у главата што мисле, ама треба да мисле секој пат за убави работи. Прво, поддршка за родителите на починатите деца, правдата да биде истерана до крај и главните виновници да се ги одлежат своите казни. Друго, треба да биде чесен, поштен, да се грижи за градот, затоа што овој град имаше епитет на еден од најчистите градови, сега веќе е еден од најзагадените градови. Па видите, не само од идниот, од цела Македонија очекуваме. Град без градоначалник не е град. Значи мора некој да води и да става ред во државата. Така ли, како што се сите градови во Македонија, така и овој нашиот Кочани. Така, ова беа последните информации од градот кој што на 16 март загуби дури 63 жртви во катастрофалниот пожар во Кочани. Меѓутоа, она што како информација би можела да го споделам исто така во ова линковско вклучување, а тоа е дека согласно изборниот законник ДИК донел одлука гласањето на избирачко место во Штип со број 2271, каде што има запишано 507 гласачи, да продолжи со УВ спреј и УВ ламба за идентификација на гласачите, бидејќи уредот за биометриска идентификација имало некакви технички причини. Така да засега на Истокот, барем од овие два града од кои што се вклучивме досега во живо, се тече мирно и регуларно. Со нови свежи информации ќе се јавиме во следните информативни изданија. Студио.